Во ова издание, 2 милиони домови и бизниси во Луизијана беа без струја по налетот на ураганот Аида. Околу 430.000 се уште немаат. Каква е сликата на теренот? Помош за полесен живот. На клиниката во Кливленд лекарите развиваат вештачка рака која содржи софистициран компјутер и пренесува чувство на допир до мозокот. Владислав Илич, македонец од Куманово, веќе 4 години ги забавува со своите стендап настапи. Хит меѓу студените англичани. Како му успева? Ќе ви кажем. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Историската мисија со само цивили треба да биде лансирана вечерва во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. Ова ќе биде прв пат во децении да нема професионален астронаут, само 4 туристи. Прва жена, афроамериканка, ќе биде пилот на SpaceX. Им посакуваме успех и среќа во мисијата. А продолжуваме понатаму. Ураганот Аида ја погоди Луизијана пред 10 дена, но илјадници натаму се без струја. Лидија Симова зборуваше со некој од оние кои мина низ невремето, за нивните искуства. Ветрови со над 240 км на час и поројни дождови. Така жителите на Луизијана го доживеа ураганот Аида кој се приближуваше кон брегот. Точно пред 16 години ураганот Катрина го погоди Њу Орлеанс, предизвикувајќи пустош и убивајќи 1800 луѓе. Но Њу Орлеанс инвестираше во систем за контролирање на поплави. Други помали градови во близина немаат таква среќа. Сакам луѓето да знаат дека фокусот треба да се сврти на помалите градови, зашто голем број од тие места не се заштитени со насипи како во Њу Орлеанс по Катрина. Многу жители на Њу Орлеанс решија да не се евакуираат овој пат. Останаа дома подготвени за тоа што доаѓа. Силата на ветерот беше неверојатна. Имавме огромна стреја напред, ветрот ја однесе. Не можевме да поверуваме дека одлета. Маж ми отиде среде ветрот да ги собере парчињата од метал, за да не одлетаат во куќи и автомобили на соседите. Страшно беше. Ова невреме всушност донесе повеќе штета на области што не беа оштетени од Катрина. Ова беше различен ураган. Знаевме дека ќе нема струја, но мислевме 3 до 5 дена. Но една од носечките трансформатори падна во реката Мисисипи. Изгубена беше една од главните кули. Затоа градот нема струја. Во еден момент 2 милиони домови и бизниси во Луизијана беа без струја. Околу 430.000 луѓе се уште немаат. Некои области во непосредна близина на Њу Орлеанс се под вода. Мнозинството американски војници преживеа во војните во Авганистан и во Ирак споредено со претходни војни. Напредокот во медицината и новите концепти за здравствена нега прават разлика. Повеќе за постигнувањата во медицината последниве 20 години од следниот прилог. Има термин што армиските лекари го користат кога ќе примат војник со сериозни повреди. Се нарекува златен час. Имате 1 час да направите санирање на повредите, ако успеете тоа да го направите на терен, ќе спасите многу животи. Армиски експерти заклучија дека 80% од загубените животи во битка можеле да бидат спасени ако било спречено крварењето на време. Има напредок во оваа област. Сега имаме завои кои помагаат во зараснување на раните. My thumb is on the red. Push it open. Обука преку програмата Запри го крварењето ги учи студентите како да запрат крварење за неколку секунди. Има регуларна постапка која ќе одземе 20 до 30 секунди. Јас ќе ви покажам за 10 до 12 секунди. И во случај на изгореници, стапката на преживување драстично е подобрена. Порано, процентот на луѓе кои што се очекувало да преживеат по сериозни изгореници била 50%. Тоа во САД денес е 80 па и 90%. Имаме подобрување со итната нега и затворање на рани на лица со големи изгореници, особено во армијата. Голем напредок е постигнат и во протетиката. На клиниката во Кливленд лекарите развиваат вештачка рака која содржи софистициран компјутер кој го пренесува чувството на допир до мозокот.
They feel as though their hands are moving. Тие чувствуваат како се движат нивните раце иако немаат раце. Ги чувствуваат прстите иако немаат прсти. Мозокот чувствува како раката да е дел од телото. Има уште многу да се направи да им се помогне на повредените да се вратат во нормален живот. Но лекарите со кои зборуваше Гласот на Америка велат дека изминатите 20 години е постигнат голем пробив на неколку медицински полиња. Владислав или Влади Илич, како што е неговото уметничко име, веќе 4 години ги забавува студените по природа англичани со своите стендап настапи. 2017 се сели во Лондон, каде гради успешна кариера. Во лондонските кругови е познат и како нов глас на комичната сцена. Ова е Владислав Илич, новиот глас на лондонската комична сцена. Вака во англиската метропола го нарекуваат македонецот од Куманово, кој веќе 4 години ги забавува англичаните со своите стендап настапи. На почетокот настапувал во помали клубови, каде за време на така наречена отворена вечерна комедија, секој аматер има можност да се представи со 5-минутен стендап материјал. Сега веќе има свој настапи и на BBC. После 2 години успеав да победам на еден надпревар. Судиите во тој надпревар беа продуцентите од BBC кои ме видеа и понатаму следната година ме повикаа да учествувам на телевизија кај нив. Она што од BBC најмногу ми рекува дека го сакаат е дека не виделе нешто вакво, така да тоа беше за нив ново и беше ново начинот, перспективата на кој ние балканците или ние македонците гледаме на светот, односно гледаме на Западот или на Англија. Илик веќе е препознатливо лице кај тамошната публика. Има 3 до 4 редовни настапи неделно, освен во Лондон, патува и во други делови на Велика Британија. Посебно внимание предизвика еден негов настап во кој на интересен начин го прикажа македонско-грчкиот споразумето. Now, I'm from North Macedonia in the Balkans, which is a country north of Greece. It's in the name, North. And don't confuse it with the region Macedonia in Greece. We have like a polite conflict over the name. Yeah? Like this is how it goes. We meet at the border and we go, we're Macedonia. And then the Greeks go, no, we're Macedonia. And then we both walk away unemployed. Сакав повеќе да ја доближам нашата култура и нашиот хумор кон нив. И тоа беше идејата со спорот со Грција, бидејќи многумина ме прашува, што, ама нели гледав нешто, читав, затоа викам, чим прашуваат, морам да го објаснам ова. За англичаните вели дека најмногу сакаат црен хумор, но и хумор полн со иронија и сарказам. Го прашавме, кога е полесно да насмее, ладните англичани или топлите македонци? Англичаните се потешко е да ги насмееш англичаните. Сега со македонците мислам дека бидејќи сме топли како народ, на прв пат кога ќе излезеш веднаш на бината, македонците мислам дека побрзо те прифаќаат. Додека англичаните малку на почеток се ладни, ама после навлегуваат. Но кога ќе навлезат, мислам дека тука сме негде еднаш. Има повеќе од 350 настапи досега. Добитник е на 4 награди. Но неговиот пат до Лондон, каде на почетокот работел и како парт-тајм келнер, не бил толку лесен. Од родното Куманово најпрво заминува за Малта, каде што студирал театар. Зборевме со мојата девојка која од Малта, зборевме за тоа дали да патуваме некаде каде што можам да работам повеќе на стендап и таа да ја усовршува глумата, односно актерството. И така некако се спакувавме, собравме некои пари, меѓу нас имавме за 1 месец кирија. Викам, ајде, идеме за Лондон. Тоа е тоа. И почетокот беше онака, како и секој почеток, тежок, не знаеш никој, наоѓаш каква било работа, само да почне да се движи топката. Илик Летово го зокружи со настап во Охрид и уште низ неколку македонски градови. Се надева дека ова ќе е само почеток на една поголема балканска турнеја. Од Охрид, со Гласот на Америка, Мики Трајковски. 2001 беше добра. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на гласнааmerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.